ВМРО ДПМН е решена да истурка иницијативата за референдум за поништување на договорот за добрососедство со Бугарија. Партискиот врв наспроти проценките на власта е уверен дека референдумот ќе успее. Но прашањето е што ако не биде така? Одговорот го даде лидерот Мицковски. Каков и да биде епилогот, неговите пратеници нема да поддржат промена на уставот заради вклучување на бугарите. Единствен начин да видиме дали ќе има излезност е да се одржи тој референдум, да не се бараат изговори формални, туку да се поддржи оваа иницијатива и да излеземе и да видиме граѓаните дали ќе бидат за она што ние го бараме како одговор на прашањето или против. И од тоа нема поедноставен начин, нели? Но ќе повторам, без разлика на резултатот на референдумот, ВМРО ДПМН како политичка партија нема да поддржи промена на уставот под овие околности. Тоа го повторувам, без разлика каков ќе биде резултатот на референдумот. Истовремено Мицковски покажува подготвеност за корекција на иницијативата на ВМРО ДПМН која минатата недела беше доставена во собранието и на која не стои уставното име на државата, туку е адресирана до претседателот на парламентот. Се шпекулира дека токму таквата формулација може да биде основа за отфрлање на иницијативата. И сега тие можат да наоѓаат изговори колку сакаат и до безсвест на тој начин да ја одлужуваат работата. Нас не е битна суштината, не формалноста. И ако е тоа пречка, ќе ја коригираме таа пречка и ќе ја доставиме онака како што тие ценат дека треба да се достави, само да имаме успешна процедура, демократски, да дозволиме граѓаните се произнесат за политиките на владата поврзани со договорот со Република Бугарија. Спикерот Џафери, кој е на службен пат, се уште не ја видел иницијативата. Најавите од неговиот кабинет се дека тој утре се враќа на работа, за кога и се очекува да го види документот. Председателот на собранието иницијативата ја препраќа до законодавно-правната и до Комисијата за политички систем. Ако се утврди дека иницијативата е уредна, ВМРО ДПМН може да почне со постапката за во рок од 3 месеци да се соберат 150.000 потписи неопходни за одржување референдум. Ако тие потписи бидат сопрани, тогаш може да се премине на спроведување на референдумот кој за да биде успешен потребно е да излезат најмалку 910.000 гласачи и мнозинството од нив да се изјаснат дека се за поништување на договорот со Бугарија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.